Почитувани, изминува и оваа 2020 година, можеби најтешката и најнеизвестна година кој секој од нас ја памети во своето живење. Ја започнавме тешко, а ја завршуваме катастрофално и поразително на секое поле од нашето општествено живење. Пандемијата со коронавирусот, која е на светско ниво, не ја заобиколи и Република Македонија. Наша несреќа како народ е што ние во моментот ја имаме најнеспособната влада не само во регионот, туку и пошироко. Владата, наместо да се потруди да го подобри животот на граѓаните, таа со низа активности го усложнува и отежнува функционирањето на секој поединец, на секој економски и стопански субјект во Македонија. Покачена акциза за горивото, покачена електрична енергија, покачени трошоците за живот, а невработеноста и сиромаштијата зголемени. Она што посебно ме загрижува мене, не само како пратеник и политичар, туку и како човек, е тоа што стапката на наталитетот во Кавадарци е во надолна линија, со што за многу скоро време можеме да станеме град со негативен природен прираст на населението. Лозарите ја има најкатастрофалната година воопшто во историјата на лозарството. Срамните 2 до 3 денари за килограм грозје значија целосно поценување на маката на лозарите. Ние како жители на Кавадарци и Теквишијата директно ги чувствуваме последиците од неспособноста на оваа влада. За само една година, повикувајќи се на ковид кризата, ја задолжија државата за над 1 милијарда евра. Пари кои требаше да се искористат за раздолжување на стопанството, за земјоделието, угостителството, туризмот, за подобра еколошка средина и слично. Затоа, кога велиме дека ова е влада на лагата и криминалот, која продуцира криза и сиромаштија, ве повикувам секој еден од вас да си го погледне личниот буџет и да се увери кога живеел подобро, дали сега или пред неколку години. Јас како народен пратеник во Собранието на Република Македонија, во консултација со граѓаните и со стручни лица од нашиот град, евидентирав одредени клучни проблеми каде државата преку средства во буџетот за 2021 година треба да интервенира. Поднесов 20 на амандмани, од кои за почеток на изградба на заобиколница од пред село Марена, реконструкција на патот Кавадарци-Неготино, изградба на патот од Кавадарци до село Долни Дисан, изградба на пумпна станица за наводнување Брушани, изградба на пумпна станица за наводнување во село Дреново, целосна реконструкција на постоечките помпни станици за наводнување Сопот, Марена, Љубаш, Ваташа, санација на сифоните со кои стопанисува водостопанство Тиквеш, санација на тунел Тисовец, како и за поставување на аерофилтерски постројки за прочистување на воздухот во Кавадарци. Од овие 20 на амандмани владата не прифати ниту еден. Со овој однос на СДСМ и владата можеме да заклучиме дека Кавадарци и во текот на 2021 година ќе биде игнорирано од страна на централната власт. Меѓутоа, сигурен сум дека во следната година народот не само што ќе ја победи корона кризата, туку и ќе го победи СДСМ вирусот кој ни се случува повеќе од 4 години. Почитувани граѓани, во приквечерието на оваа 2020 година ви посакувам пред се добро здравје, хармонија во семејството и што побрзо да ја заборавиме оваа тешка година која ја поминуваме. Деновите во новата година поминете ги со вашите најблиски, бидејќи миговите со нив се неповторливи. Да се сакаме и почитуваме меѓусобно. Бог да ги благослови вашите домови и во мир и спокој да ги поминеме новогодишните и божичните празници. Ви посакувам среќни празници и се најдобро.